Вместо да се копа под лабоко и да се крене земјоделието, македонските производители кои не сакаат да бидат исклучок од балканските, се нафрлуваат врз минатото. Обработувајќи го, не ги засега дека наместо храна која ќе го најаде народот, длабат јама во која сите пропаѓаат. Ги барам историските корени дека Ѓорѓе Кастриот Искендер е македонец. Сега некој за жал кажува дека не е, ама има еминентни стручњаци, има луѓе кои се занимаваат со таа проблематика и кажаја дека Ѓорѓе Кастриот и потврдија и нормално уште потврдуваат дека е македонец. Изворите кои потврдуваат ова вистина се толку релевантни колку што по неколку стотини години би била и тезата која би можела да ја користат известни автори. Ниту тие би имале адекватни документи, па би се повикувале на раскажувања и чаршиски муабети од денешнината. Сега двуста канцеларија со Арсовска ја договараат стратегијата, ти немој да работиш, ние ќе те напаѓаме тебе и ВМРО ДПМН дека се неспособни да ги решаваат проблемите на Скопјани. Веројатно и човекот што го носи името на претходникот на Сталин е во дил со СДСМ, бидејќи токму во нивен заеднички интерес се најавите дека тој ќе го шири фронтот и ќе биде предводник на нови блокади и штрајкови, кои на власта ќе донесат свежи изборни поени. Можеби ќе има поголема граѓанска активност во која што повеќе групи на граѓани ќе се појават како загрижени. Колку е парадоксална тезата дека СДСМ може било што да организира е фактот дека дури и од нив предложените кадри, и тоа не за избор или разрешување, туку дали судско бизнис елитата е изнудувач или гонич. Судскиот совет е отворен за јавноста, транспарентни се работиве и тоа се точно вашата оставка е лично право и демократско право. Меѓутоа, членовите треба и судскиот совет да знае дали во редот на членовите има некои влијанија, притисоци од разни структури. Јас во мојата оставка не наведов ни притисоци, ни влијанија. Ако внимателно сте прочитали, јас наведов хајка. Влијанието или хајката е огромно и врз медиумите. Цензурата и се заканува на слободната мисла дотаму што мора да се користат специјални вербални вештини и сериозна остроумност за таа да се избегне. Бидејќи доаѓа од Куманово, како вас сепак го знаат како Таче, тоа е всушност прекарот на неговиот татко, вистинскиот прекар е Ќуран. Зошто е Ковачевски Ќуран од Кумановска прва рака, да речем? Па, видете, сега неприкладно е во емисија да разговарам за некои малски или наши локални теми. И на крајот, културата ја одредува и границата меѓу простотилокот и духовитоста. Таа е јасно одбележана. Го држите во заложништво Мицковски. Во која смисла го држите во заложништво и дали го држите и што значи тоа? Го држувам врзан за парното. Да, за тоа. Така беше, го држите Мицковски во заложништво, да. Не знам, да. Тешко дека по неколку века ќе се памети кој кого држал врзан за парно. Ако Македонија конечно се ослободи од заложништвото на примитивизмот.